Околу 200 награди донеле учениците од основниот и средниот оддел при Државното музичко училиште во Тетово во последните 6 месеци од годината. Наградите доаѓаат од еден државен и неколку меѓународни надпревари, а последниот успех е постигнат на меѓународниот надпревар Езерски бисери во Струга, каде малата Тамара освоила лауреат. Изминатите 6 месеци во крајот на претходната учебна година и пред почетокот на оваа учебна година имаше можност да настапат нашите ученици на повеќе надпревари, меѓу кои еден државен и неколку меѓународни во Бугарија, во Србија, Република Србија, во Косово, во Македонија на меѓународни надпревари по теоретски предмети, по камерна музика и на државниот надпревар на млади музичари, каде што преку општински регионален и потоа значи селективно до државен надпревар зедоа учество учениците и од основниот и од средниот оддел. Донесоа многу награди на училиштето, знаете кај нас начинот на работа каков е, дека целта ни е што повеќе да се формираат учениците, да се открие нивниот талент, а последен беше меѓународниот фестивал Езерски бисери во Струга, каде малата Тамара освои едно престижно место, лауреат. Имаше самостоен концерт, организиран од страна наша страна и од страна на родителите. Поред директорката Зафировска, мотивот на еден ученик кога учествува на надпревари не е само наградата, туку и педагошкото континуирано напредување, затоа што е потребно да помине еден последователен период кога ученикот треба да осознае нови работи, за да се направи уште еден сериозен чекор за нов надпревар. Значи, оди на надпревар да се спореди со другите, а резултатот од трудот излегува потоа со добивањето на одредена награда. Тоа е разликата, целта секако дека е, тоа се избрани деца, значи не може да биде тоа масовност огромна, тоа се деца што посебно треба вложување не само страна од педагогот, залагање или на училиштето, тука и огромната поддршка од страна на родителите. Значи, треба да имате родител кој ќе ја разбере колку што може максимум таа проблематика и тој напор. Тој е напор финансиски, тој е напор временски, значи тоа дете живее малку поинаку од животот од неговите врсници. Значи времето што го потребува за вежбање е дополнително, значи оптеретување во наводници, значи тоа не е залагање на самото дете и родителите мора да бидат свесни за тој потфат што е тргнат. Сега тие што се определат тоа да им стане полека и животен пат, веќе влегуваат во начин на живење со самото вежбање.